Сипор jo precisi vend i mysafirëve. Livareka tash dhe hapësira është për Desniçin, e ka përpara Nuhian, gjithashtu i bashkohet edhe Livareka nga e majta, gjithje Desniç. Desniç 1-0. Çfarë krye vepre kjo? Shkëndija e Haraçinës avancon në këto momente me rezultat 1-0. Minuta e 40 e sfidës. I jashtëzakonshëm realizimi në fund nga ana e Dario Desniçit, me siguri se të shohim te Skopje në të kaluarën. Tash ndoshta mundësia për skuadrën e Shkëndijës së Haraçinës. Nuhia avancon në fund, ka faul nga Pejović në të shohim vetëm kartoni që mund të jetë ndoshta dhe i kuq si pasojë e faktit që Pejović ishte shkon për ta rishikuar e thash nuk vlen kartoni verdh, pra ka karton të kuq për Pejovićin, qendër mbrojtësin e Rabotničkit, në mënyrë të sigurt drejt shkruajtjes së historisë dhe kualifikimit historik mes 4 ekipe më të mira në Kupën e Maqedonisë së Veriut në futboll. Tash ky top i marr i kontrolluar nga ana e Zani Nazifit. Edhe më tutje Nazifi, më pas Nuhia për tokë, shtylla Zhoglev, 2-0 Shkëndija e Haraçinës. Paraqitja e shkëlqyeshme e Haraçinasve vazhdon. Çlirimtarët në rrugë të sigurt drejt kualifikimit historik në gjysmëfinale të Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll. Desnić shënoi në fundin e pjesës së parë u zëvendësua. Stolevski në këto momente, Besir Demiri është mbrapa topit. Demiri, çfarë kryevepre kjo? Golit ndoshta të cilit i gëzohet më së paku në karrierën e tij. I jashtëzakonshëm realizimi nga djaloshi i Haraçinës përballë skuadrës së zemrës, padyshim që i fle më së shumti. Tash të shohim nëse ka këtu mundësi dhe hapësirë për Zani Nazifin, futet brenda zonës së repcis Nazifi, gjithnjë Nazifi ndalon për një moment. Nazifi! Zani Nazifi, çfarë realizimi në këto momente nga 21 vjeçari, Shkëndija e Haraçinës shkon në përsi prej 3-1. Dhe në këto momente bën një kap gjigant drejt kualifikimit historik në gjysmëfinale të Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll. Ибрахим Абидун, Цветковиќ, добро прозрена неговата намера, меѓутоа останува во посетна топка, опасен е Цветковиќ, нафрлена топка, еве шанса и гол. Изворено таму ја спушти оваа топка Омер Агиќ за Николов и еве казната за она што пред 2 минути не успеа да го оствари тимот на Охрид. Може малку да здивне Гоце Седловски, по еден час игра, неговиот тим доаѓа до водство. Бобан Николов носи разлика со влегувањето во игра. Цветковиќ ја почна акцијата, ева го тој момент, успеа тука да мине. Да видиме какво ќе биде судиското на дополнување, имаше многу измени, 3 картони, но во меѓувреме еве нова шанса за Охриѓани да организираат напад. Не знам зошто вардарци подзастана. Ево Димитриевски, топка за Матевски, шанса 1-1. Неверојатно, 91 минута или прва од судиското на дополнување. Застана тимот на Вардар. И еве ги Охриѓани сега со 1-1. Пред малку опомената преку Димитриевски очигледно не беше доволна и ево првата минута од судиското на дополнување. Изравнување со гол на Матевски. Па од многу аспекти гледано ова и најреален резултат за сега, што значи дека ако остане вака, ќе одиме во пенал завршница. Но да видим уште еднаш. Се е чисто тука, одлично прифатена ова топка. Неверојатно колку празнини во одбраната на Вардар. Ова ќе треба да се изанализира и тоа добро да се изанализира од Гоце Седловски, од стручниот штаб на Вардар, за односот на поединци кои што добија многу со шансата да го носат црвено-црниот дрес на Вардар. А
Едноставно тоа не смее да се дозволи. И сега, поради ова славење на голот, Давид Матевски за работа. И одбране на Талевски. Одбрани Рафимов споменав и извод. И успева нас кај фудбалите на Вардар. Мал залет. Доволно за да израмни. Немања Босанчич. И уште еднаш прецизен. Брани се Рапимов. Втор одбране, пенал на Илиевски. 4:2. Сензација во денешниот четвртфинален надпревар од купот. Охрид Ликнидос е полуфиналист и заслужуваат овие момци во светло-сини дресови да го прослават сето ова, еви во директен пренос. Доминира технички Мирчевски. Ефтимов, центар шут кон Алич, одеше оваа топка. Димитриевски се отвара Делимеджац. Мишов, Димитриевски, убава топка, пречка, и ке имали погодок, да. Додев, 30-та минута. Екипата на Силекс стигнува до предност. Ете колку малку му требаше на Силекс да стигне до почетно водство на оваа средба по акцијата во која на крајот реализираше Додев. Алич, Мирчевски, Пиреш се напред. Алич многу ја држи оваа топка. Еве го сега Донов. Ситуација за шут и тоа е офсайд. Нема да вреди овој гол. Или да видиме. Веројатно е признат според реакцијата на фудбалерите на Силекс. 0:2. 63-та минута, само да видиме кој е стрелец на голот. Еве го Димитриевски. Донов, одличен дриблинг. Донов. Еве можност Ангелевски и на крајот Пиреш 0:3. Лесно, многу лесно, фудбалерите на Силекс ја зголемуваат предноста. Португалецот Пиреш го гледате со гол потек, трет настап во купот, прв негов погодок во првенството, има 7 со 6 асистенции. Во секој случај Силекс сигурно мирно чекори во добра, лесна, извесна завршница. Е приликата да го видиме оној за сантиметри непрецизен удар на Мици. Но добро, одиме со иницијатива, добар еден период од надпреварот, фаул, не размислува многу, добар центар шут, каков погодок на Радески. 1:0, еве го за Радески, седмиот погодок на овие надпревари. Зборам на овие затоа што има подадено голови и за Струга Триумлум и за а четвртиот е Анджелети во случајов. Добар скок на Мелич. Одобидилот со Јефтовски, па сега Красничи. Добра топка за Ибрими, нема офсайд, Ибраими офсайд. Добив впечаток дека нема офсайд, меѓутоа ова е сосема друг агол коментаторскиот.
тешко дека ќе може да се биде сигурен на другарство. Да видиме. Да. Сепак Хамза, да, реков дека е опасен изведувач. Каков погодок! Голшиште на Хамза, уште еден негов. Го коментирав тој надпревар, се секавате ако сте го гледале, со Силекс во крато, една лева нога, страшна со Красничи, реков, една од последните шанси, ако не и последна, со оглед на тајмингот. Уфрлање шанса сега и Фетај, Имран Фетај во последните секунди. 2-2. Какво невнимание сега во одбраната на Струга Тримлум. Фетај погодува за 2-2. Добро изведен слободен удар на втората статива. Мислам дека Меличи ја уфрли ова. Прецизен компауре. Ибрими против Анджелети. Прецизен и Хамза. Добро изведен, сигурно. Погодува. Трунчи Бековски. Погодува сепак Бојко и лошо изведен пенал, меѓутоа се дотркала топката и сепак Шкендија од Тетово оди во полуфиналето на фудбалскиот куп на Македонија.